Нема поважна цел за Република Македонија од интеграциите во Европската Унија и во НАТО, порача премиерот Зоран Заев по неговата прва средба како председател на владата со евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар. Заев истакна дека владата ќе работи на реформите, на подобрување на меѓусоседските односи, комуникацијата со Брисел, се со цел да се придвижат процесите кон Унијата, да се тргне условената препорака и што поскоро да започнат преговорите за членство со ЕУ, иако како што рече тоа зависи од проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Ќе направиме се за да ги исполниме очекувањата на Европската Унија, за да бидат доволни причини за да ја тргнат условената препорака. Заради тоа веднаш веќе договараме состанок со комесарот Хан и со неговиот тим. Тој ќе ги каже своите очекувања, многу пати и напоменати. Едното беше регуларни избори. Знам дека таа причина е отстранет. Имавме регуларни и кредибилни избори, еве политичката криза е завршена. Веројатно ќе соопшти тој нешто поврзано со реформите и ќе очекува резултат од нас. Тој ќе го каже својот став, но јас само можам да кажам дека ние сме целосно посветени да процесите ден поскоро, час поскоро се придвижат согласно позитивните очекувања на нашите граѓани и секако на институциите на Република Македонија. Евроамбасадорот Жбогар по средбата порача сите политички партии и сите граѓани заеднички да работат на реформите кои се потребни за европските и евроатлантските интеграции. Тој истакна дека сега Македонија има функционален парламент и влада и тоа влева доверба дека државата излегува од кризата и дека на иднината може да се гледа со оптимизам. Yesterday, I think Vardar injected a lot of optimism in the feelings of people, and that's how we feel as well, that now is the time to start real work, to start work with the reforms. I came to convey to the Prime Minister our readiness to help, to support. We are ready to provide guidance or assistance, whichever government will need to do the reforms. But at the end, of course, the decisions are to be taken by the government. Во однос на реформите во правосудството, премиерот Заев истакна дека новата влада ќе ги следи сите препораки на Венецијанската комисија и европските пракси. Тој истакна дека најчесто во Европа ваквите реформи се вршеле преку распуштање со реизбор, каде што секој судија има право да биде повторно реизбран. Заев потенцираше дека постапката нема да ја водат политичари, туку експерти.